Прво дозволете да изразам сочувство за загубата на двете земји, на двата народи. Бугарија загуби 9 животи вчера, попладнато во 18 часот со пожарот во Старечкиот дом. Северна Македонија изгуби 46 животи, пред се млади деца, 11 деца, а и другите се млади луѓе, во една страшна трагедија која што се случи со македонскиот автобус, кој што на враќање од Истанбул преку Софија кон Благоевград за да оди према Северна Македонија, да се вратат дома, се случи страшна трагедија. Сакам да прво го споделам моето искрено сочувство и сочувството на македонскиот народ кон бугарскиот народ за загубата, како што и ги примивме изразите на сочувство од бугарскиот народ кон нас. Навистина бев информиран 10 минути или 5 минути после несреќата директно од премиерот Стефан Јанев. Се јави и председателот Радев веднаш да ни информират за несреќата и ние заедно со министерот за надворешни работи и министерот за здравство дојдовме овде за да можеме да ги видиме луѓето кои што успеа да останат живи во болницата, а секако и да се видиме со раководството на Бугарија за да можеме да ги дознаеме и деталите и сите можни информации. Соработката е на високо ниво помеѓу двајцата председатели на државата, помеѓу нас, двајцата премиери, помеѓу министрите за надворешни работи, министрите за здравство, министрите за внатрешни работи, дури и обвинителите заедно со сите служби, се во постојана координација и соработка. Довербата во институциите едни со други е голема и така најдобро ќе им служиме на граѓаните кога ќе им дадеме сите неопходни информации од истрагата што се причините за да се случи несреќата и како се случила самата несреќа, затоа што болката е голема кај двете земји, кај двата народи, но семејствата кои што изгубија членови на семејства, навистина нивната болка е ненадоместлива. Јас имав прилика да ги посетам 7 наши сограѓани во болницата овде во Софија. Сите се во добра состојба, надвор се од животна опасност, некои се со полесни повреди, некои се со малку потешки повреди и секако во координација заедно со нашите здравствени власти, тие наши сограѓани кои што ќе бидат подготвени да се вратат дома во болниците во Скопје или на домашно лекување во Скопје или во градовите од каде што доаѓаат, секако ќе бидат и транспортирани. Она кое што сите ги интересира, а тоа се дали знаеме нешто повеќе за причините, јас не би коментирал заради тоа што треба експертите и професионалците да ги кажат сите детали од самата истрага, затоа што само така е исправно. Денеска исто и во Скопје владата на Република Северна Македонија има седница и се подготвува решение за прогласување на денови на жалост. Согласно постапките се гледат кои се условите, во услови кога се донесува во моментот самата одлука, но ќе бидат прогласени денови на жалост. Исто така и министерот председател Стефан Јанев ме информира дека и Бугарија исто тоа го прави со сите неопходни чекори за да се прогласи денови на жалост. Она кое што исто така сакам да го споделам е благодарноста за промптноста во јавувањето и информирањето. Денеска дури пред мене беа веќе дојдени членови на семејство, тоа значи брзото информирање и соработка која што имаме меѓу нас, за да можеме навистина сите ужаснати од ваквата голема трагедија навремено да дојдеме и да ги информираме пред се граѓаните и семејствата кои што имаат загуби и оние семејства чии што секако членови се повредени во самата болница.